Во театарот во Куманово, заедно со директорот, со актери, вработени лица во самата институција, каде што имавме можност да се договориме околу динамиката за реализација на еден исклучително значаен проект за културата овде во Куманово, а тоа е проектот за целосна реконструкција на театарот, за која што реконструкција започнуваме веднаш, разговаравме околу динамиката. Планираме, значи, до крајот на месец јануари да се изработи една проектна програма, значи со сите оние барања од страна на актерите, на вработените во институцијата околу потребите за самиот театар и негде во февруари да се објави тендер за избор на фирма која што проектантска зборувам, која што ќе го проектира проектот за целосна реконструкција на театарот. Тоа е вака динамиката која што за почеток ќе ја реализираме, а се разбира по добивање на проектот ревидиран, потоа ќе следи нели постапка за избор на фирма за реконструкција. Иначе проектот за реконструкција ги опфаќа сите фази, од електрика, машинство, значи сценска технологија, на самата сцена со најсовремена технологија, реконструкција значи на салата, каде што би се вклучиле, се разбира, и во функција и балконите кои што нели постојат во самата сала, така да негде од 270 би можело да има и некое зголемување, значи во гледалиштето, во самите седишта, интериерно уредување, така да целосна реконструкција со фасада. Самите архитекти кои што ќе бидат вклучени од Министерството за култура ќе треба заедно со вработените да направат една проектна програма, значи со сите овие барања и вклучување значи во делот на реконструкција на сите фази. Така да верувам дека овој проект ќе биде од исклучителна значајност пред се за уметниците, за подобрување на условите за работа, бидејќи сепак театарот следната година, колку што паметам, мислам дека одбележува еден голем јубилеј, 70 години, значи од самото постоење, така да и со вклучувањето и на албанската нели драма овде во театарот и нивното заедничко функционирање, мислам дека целосната оваа реконструкција ќе даде навистина и подобри услови пред се за работа, бидејќи видовме ние дека условите се за работа неопходни. Сега веќе можеме од една поголема дистанца да го видиме бенефитот од сите оние инвестиции и вложувања во делот, веќе кажам и на многу други сектори, во делот морам да напоменам и на театарот, што сето тоа придонесе, какви успеси, какви резултати и така натака, затоа сметавме дека од огромна значај, од огромно значење ќе биде реализацијата на овој проект и ќе продолжиме со онаа динамика на поддршка на што повеќе проекти во делот на театарот и во албанската и во македонската драма, што повеќе представи се разбира и динамика и во делот на вработувањата. Знаете дека во изминатиот период се вработија и актери, и режисери, и драматурзи, и ќе одиме во таа насока, се со цел да навистина имаме една позголемена продукција во театарот и овој театар се стави, морам да кажам, во една огромна функција токму за актерите и вработените во институцијата. Така да разговаравме за динамиката, ние мораме да почитуваме таа динамика, бидејќи проектот е ставен во програма и уште од овој месец почнуваме со проектната програма, а потоа нели со сите оние фази кои што ги напоменав. Инаку сакам само да кажам дека покрај инвестициите во театарот, знаете дека имаше инвестиции и во Центарот за култура. Голем дел се завршија. Директорот денеска ме информираше дека и покривната конструкција на самиот Центар за култура веќе е во завршна фаза. Така да со сите оние инвестиции и вложувања во институциите кои што функционираат овде во Куманово, нашите национални институции, имаме и многу други проекти и во музејската дејност и во заштитата, така да таа силна поддршка продолжува и оваа година. Како што напоменав, буџетот е навистина зголемен и во делот на инфраструктурните действија и во делот на програмските средства, така да навистина ќе продолжиме со таа динамика на што повеќе проекти. Како што ми информираа денеска актерите, они имаат потреба нели од зголемена продукција театарска, така да ние ќе се потрудиме и оваа година да им дадеме повеќе проекти, бидејќи желбата беше во таа насока, се разбира, и се надевам дека ќе имаме и оваа година добри представи. Благодарам.